Власта е таа што на Македонија и стави вето за ЕУ. Таа удри потпис и даде ветување на Европската унија дека ќе ги внесе бугарите во македонскиот устав, но сега не може да го исполни тоа ветување. Токму неможноста да се исполни тоа што ветила без да се консултира со опозицијата и народот е кочница за почнување преговори со Брисел. Вината не треба да ја бара кај опозицијата, туку во сопствениот двор, затоа што повлече потек без да се изгради национален консензус. Според експертите, сега е веќе доцна. Да беше изградена една национална стратегија, опаќајќи сите граѓаните што живеат во нашата држава, тогаш немаше да имаме проблем ни со Грција, ни со Бугарија. Меѓутоа, овие обвинувањата сега се многу доцни, а тоа што мене ми е малку чудно и не знам дали грешим или не, ама и Европската унија моментално не е толку заинтересирана да се реши проблемот. Според мислењето на Азизи, власт игра на картата да добија некој глас повеќе, а не да постигне единствен национален став за вака големи прашања. Ставните измени, пошто на тоа вика дека едната е анти-ЕУ, едната е про-ЕУ, ја не можем да оценувам дека која е про Европската унија, која е антиевропската унија, кога ни едната политичката партија не работи на тоа. Значи, Европската унија се знае дека бара борба против корупцијата, бара вредности, бара економски развој и бара демократијата што кај нас ја немаме. Без конкретен план што ќе се случи доколку ставните измени не ги пројдат филтрите, партијата на Ковачевски тогаш ги прифати условите и ги направи обврзувачки за Македонија. Сега, кога заглави и ја втурна државата во политичка криза и го уништи патот кон Европската унија, власта упорно бега од избори на кој повикува опозицијата.